Plaćeni sme, nije Makedoncite. Crkva dane pameti, umovi ne kaneti, braćani seja skrb, braća solno žotkar. Ispravi se, Makedonijo, ispravi se, kod ti pred Balkanom, i kaži mu, se osvesti me, Makedonija, na Makedoncite. Nekoj so puškavo boj, nekoj so knjiga heroj, nogu padna za majka Makedonija. Slušni me moji narode, od Boga je amanet, i pred obnovi zli Makedonec tu si živ. Ispravi se, Makedonijo, ispravi se, kod ti pred Balkanom, i kaži mu, se osvesti me, Makedonija, na Makedoncite. А сега да го слушнеме хуморот кој е поврзано со денешните локални избори. Дечко, добар ден. Дали ќе излезете на гласање на 31 октомври? Абе, од партија ме викав Дидо, ама ја не ќе Дидо да гласам, да ти кажу право. Шеф на штаб не кажаја да гласамо за оној тракатаљко и мене тој ичкев не ми прави. Си извинувам, а што значи тоа тракатаљка? Тој ти е човек што уста не затвара. Абе, дечко, бе, дојде време ми ВМРО-вци да гласамо за комуњари. Па Гоце Делчев у гроб ќе се преврта, бе, Бог да му душу прости. Ај, си извинувам, од кај сте вие? Од Куманово, дечко, куде нас на 31-га ќе се бие битка, да ти кажу право, има крв да пролие, комуњар против комуњара. Ви благодарам многу. Фала, дечко. Добар ден, господјо. Дали ќе искочите на 31 октомври? Па планирам да искочам, да ти кажам. Маш ми рече дека ќе ме однесе у ресторант, тогаш ние годишнина и ќе ги викнем и старосветовите и кумовите, пошто сега нели може поише луѓе да седат на иста маса и така целата оваа атмосфера ни дојде како кец на десетка. Честито, а колку години од брак славите? Колку години, малку е комплицирано, сега ќе ви кажам, ние бевме у брак 5 години, после се разведовме, па бевме разделени 4 години и сега сме заедно 3 години, значи сега славиме 3 години од второто земање. Кога ве прашав дали ќе искочите, мислев дали ќе излезете на изборите на 31 октомври. Вие политика ме прашувате, бе, дечко. И ја политика да не видам, зашто подеднакво не им верувам ни на едните, ни на другите. Ви благодарам многу, ви благодарам. Дечко, полека може ли едно прашање за нашата ТВ екипа? Дали ќе излезете на гласање на 31 октомври? Дали сте ја виделе Рада во последно време? Па ретко. Рада Шекеринска на Независно.
Никој не може да ја види. Кај е? Кај е? Не знам. Она се спрема да му го зададе последниот удар на нашиот заец. А нашиот заец што све не направи за нас? Не внесе ли во НАТО? Не внесе. Сега ќе се смирили со бугарите и ќе добиеме ли датум за преговори? Ќе се смириме со бугарите и ќе добиеме датум за преговори. И тачно кога ќе го добиеме датумот за преговори, Рада ќе му го забие ножот во стомак и готова, неговата судбина е готова. А кој ќе дојде? Кој ќе дојде? Мицко ќе ви дојде, сите ќе ве строи. Има бре да биде дисциплина, знаеш каква? Челична, железна дисциплина има да биде. И ќе се здружи со Вучич, ќе се здружи со кинезите, со русите и на крај на бел кон ќе ви го донесе Груевски по триумфалната капија. Тоа го ли го сакате? Дечко, ти да не си луд, бе, чакнат да не си. Се приметува? Митре, срам те било. Трет ден поред не бегаш од болница. Докторки, извини. Што извини бе, што извини? Поише сум ноница, него ли во болница, се тоа заради тебе. Ако продолжиш вака, нема гласање на 31 октомври. Докторки, вака те молам, дозволи ми да гласам за мојата европска иднина. Бе, Митре, што трескаш глупости? За тебе одамна нема иднина. А, докторке, дали вие ќе излезете на 31 октомври да гласате? Абе, батали ги тие глупости. Знаеш ли како се вика на англиски кога ќе дознаеш дека свекрва ти нема да дојде на ручек во недела? Поима немам, како се вика? Кратко и јасно, се вика yes! Yes! Ајде, Митре, ајде, будало во болница, бегај! Фала многу и се гледаме на 31 октомври на гласање. Slušaš li, malečka, imam duša buntovna. Te slušam se, te zgazam se, ki go smenam si od ovo i sve. Gledaš li, malečka, imam sila beskrajna. Gdje stopam se, gdje snema se, što go pravi glupav ovo i sve. Letaj mi, letaj gulave, visoko među zvezdite. Slušaš li, malečka, imam duša buntovna. Gdje slušam se, gdje zgazam se, gdje go smenam si od ovo i sve. Letaj mi, letaj gulave,
А сега да ги проследиме и блиц вестите од денешните новини. Добро вечер, Гоце, од седиштето на ВМРО ДПМН. За сега можам да кажам дека тука атмосферата е мирна, меѓутоа од партијата веќе почна да лиферуваат првични и неофицијални информации. По тој повод разговарам со подпредседателот на партијата, господинот Александар Николски. Николски, добро вечер. Добро вечер, благодарам поканата. Како што споменав, почнавте веќе да лиферувате одредени неофицијални првични информации. Можам да кажам дека велите дека водите во повеќе општини. Во каде се имате водство согласно вашиот аналитички центар? Па можам да прогласам за Канал 5 апсолутна победа на ВМРО ДПМН на локалните избори. Вториот круг само го потврди она што го видовме во првиот круг, а тоа е убедлива победа на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН победи во најголем дел од општините во кои што имаше втор круг. ВМРО ДПМН победува во Скопје, ВМРО ДПМН победува во Охрид, победува во Битола, победува во Радовиш, победува во Гевгелија. Коалициониот партнер на ВМРО ДПМН победува во Карпош. Најверојатно имаме победа и во Кочани, исто така имаме победа во Брвеница, што е исклучително значајно за нас. Имаме победа во Василево, во Новосело, една огромна победа на ВМРО ДПМН. Колку сте сигурни во овие информации за водството? Сепак битката за град Скопје е неизвестна. Значи тврдите дефинитивно дека има големо водство на господјата Даниела Арстовска. Добро, предходно од вашата партија нели реагиравте и за одредени нерегуларности изборни во текот на денешниот ден. Дали сметате дека тие можеби извлијаеле на изборниот резултат? Она што го видовме особено вчера вечер се најлошо организирани локални избори во историја на државата. Тој притисок кој што го правеше полицијата и параполициски структури врз гласачите во Македонија е невиден и за тоа одговорност мора да има ги повикувам надлежните институции да реагираат. Поднесовте соодветни пријави, претпоставувам до надлежните и целата јавност, апсолутно. Добро, каква разврска ќе ги почекаме сепак официјалните информации и потврдата од Државната изборна комисија, дали може да не кажете дали може би ќе се обрати на крајот од вечерта и партискиот лидер господин Мицкоски? Да, ќе има своје враќање, Секако во кое што ќе ги испрати клучните пораки на ВМРО ДПМН. Ова е за нас една огромна одговорност. Ова е обврска. Довербата која што добивме од граѓаните е огромна и тоа значи огромна обврска за сите нас, за избраните градоначалници и за нас како раководство на партијата да покажеме дека Македонија може поинаку. Процесот на реформи во ВМРО ДПМН со ова е целосно завршен. ВМРО ДПМН извади една цела нова генерација на политичари кои што сега ќе имаат можност да управуваат со локалната самоуправа и на тој начин да покажат дека можат поинаку во Македонија и дека во Македонија може да има реализирани проекти, може да има силен и добар инвестицијски циклус и секако да има владење на правото. За сега ви благодарам за овие информации. Благодарам. Фала ви. Од самиот старт, кога одлучив да се кандидирав, знаев дека ќе дојдам до оваа ситуација. Бев сигурен дека ќе победиме. Бев сигурен во вербата што имам во граѓаните на Карпош и знам дека и тие имаат вербата во мене. Знам дека во наредниот временски период ќе ги коригираме грешките, ќе работиме уште попосветено и поорганизирано и уште повеќе ќе бидат